мириса на чоколада во работилницата. Ако распилуваме махагони, мириса како у Африка да си. Јас сум Катерина Топковска, имам 32 години, сум дипломиран дизајнер и основач на брендот Ринока. Јас сум Деспина Здравкова, имам 30 години и сум инженер во дрвна индустрија и работам во брендот Ринока во Скопје. Конкретно во нашата дејност е најдобро да се работи во тим. Со брендот Ринока започнавме во 2015 година. Си издвојуваме од другите во поглед на нашата визија за тоа што сакаме да постигнеме со брендот. Парчиња мебел кои што ќе траат повеќе од 5 години, минимум една генерација. Најголем дел од нашите производи се направени од масивно дрво и моментално ова ни е најомилен материјал со кој што работиме, затоа што буквално секое парче е на крај уникатно. Секое дрво, дури од ист вид, кој ќе го обработиш, буквално вади цел универзум во своите текстури. Се трудиме што помалку да го трошиме како материјал, сакаме да биде искористено на прав начин, да му дадеме вредност. Тоа како изгледаат парчињата на Ринока се отсликува најверојатно нашиот карактер. Едноставно како се чувствуваме во тој период, такви парчиња вадиме. Јас верувам дека материјалите кои што се во просторот делуваат на енергијата која што ќе има во домот. Исто така верувам дека секое парче мебел си ја носи својата енергија од тие луѓе што ја правеле. Работата со мебел е многу обширно и работата со дрво конкретно е цела наука. Најпрво се раѓа идејата, буквално може да се роди палецка представа. Потоа идејата се имплементира во некаков нацрт и се разработува. Ние користиме најмногу орев, дап и јасен, тоа што има на нашето поднебје. Временската рамка за креирање на еден производ е различна во зависност од производот кој што се прави, меѓутоа може да трае од неколку дена до буквално еден месец, можеби година може да се развива еден производ. Сите млади кои што имаат пасија за работа со мебел и со дрво, јас ги советувам дека воопшто не грешат и дека што поише работат со дрвото, поише ќе го сакаат, затоа што стварно е преубав материјал за работа. Не постои формула за успех. Се држиш до својата визија и доколку ти се пружи шанса некој што го поминал целиот тој процес на сознавање на работите, да го искористиш и да научиш што повеќе.